Почитувани гледачи, се враќаме назад во отворено студио 1 на 1 ТВ, како што претходно напоменавме. Во нашето студио имаме специјален гостин, го гледате во кадар, тоа е првото електрично фиќо изработено во Република Македонија. Него го изработија Милорад Китановски и Ален Јегени. Добар ден за вас, добро дојдовте во отворено студио 1 на 1 ТВ. Мило, ние што успеавме да го внесеме во студиото ова прво електрично фиќо изработено во Република Македонија. Па еве да почнеме, зошто фиќо? Пред се благодарам за поканата, вашата лична и на нашата ценета телевизија, што ни дадоа можност да бидеме и да го представиме овој наш проект. Не прашавте зашто фиќо. Пред да го почнеме проектот, имавме две замисли, имавме две идеи. Првата основно беше да биде тоа класичен автомобил и второто да биде мало градско ауто. Тоа беа двата мотива кои што не тера за да направиме еден електрично ауто. Кога говориме сега зашто повторно фиќо, кога размислувавме со нашиот тим, беше во игра. Фиќото беше во игра Бубата, беше во игра НСУ Принц и Рено 4. Размислувавме помеѓу тие 4 автомобили од минатото. Се одбравме фиќото затоа што сепак во периодот на од 50-тите години па до крајот на минатиот век беше многу популарно. Не само во државата каде што порано живеевме во Југославија, него беше популарна во целиот свет. Многу, можеби малку луѓе знаат дека тој автомобил е произведен дури во 5000 бројки. Се произведувал во Италија, во Шпанија, во 5 милиони, да не мислите. 5 милиони. Дека 5000 реков. Не, Пардон. Не е проблем, да не настане. Да не 5 милиони бројки се произведени од тој модел во Италија наречен Seicento, во Југославија наречен Fico, во Аргентина наречен Fitito. Така да популарноста негова во периодот кога се произведувал била огромна. Се наоѓали лесно? Еве сте се одлучиле тоа да го изработувате, дали лесно ги наоѓате така наречено народски школките? И како оди процесот на изработка? Со оглед на тоа што ова е на електричен погон кој што доста се разликува од бензинскиот. Така. Лесно не се наоѓаат, меѓутоа се наоѓаат. Сепак, ако појдеме од една бројка дека во бившата држава се произведени 1 милион примероци, тоа е сепак голема бројка. И затоа еден од мотивите зашто се одлучивме точно за да го пработиме фиќото е затоа што сепак се уште ги има, доволно ги има. Од друга страна па веќе и луѓето разбраа дека BB Classic Cars, како компанија која што се занимаваше прво исклучително со реставрација на тие автомобили, правењето и трансформацијата нивна во спортски модели на Абарт, веќе луѓето не знаат и така да секој е слободно фиќо, секој е слободен, секој автомобил од таа марка ни го нудат и така да лесно доаѓаме до нив. Во моментот се уште сме задоволни. Меѓутоа, пазарот кога ќе се потроши кај нас има и во Италија, така да има и во Испанија, така да не е проблем за нив, се уште. Еве споменавте дека потребно е односно процес на реставрација на истото. Колку на вас ви одзема, колку е временскиот период колку што ви беше потребно да можете да го направите во електричен автомобил, во електрично фиќо? Реставрацијата кај нас се работи на еден посебен принцип, односно кажуваме дека многу темелно пристапуваме кон процесот на реставрацијата. Кога говориме темелно, тоа навистина тоа е сложен процес кој што захтева време од можеби 2 месеца, све зависно од степенот на неговата уништеност и навистина процесот започнува од демонтажа на сите елементи на тој автомобил, па потоа пескарење, па потоа кога ќе се констатираат каде се сите тие недостатоци на лимариските делови, па нивна замена, па заштита. Така да процесот не е едноставен, меѓутоа благодарение на нашите мајстори, благодарение на луѓето кои што се вклучени во целиот процес на реставрацијата на тие автомобили во BB Classic Cars. И не само тие луѓе, него ние со нашата работа
Сакам тука да изразам една благодарност до сите оние соработници кои што работат со нас. А не е мал бројот на оние луѓе кои што и мали работилници и занетчи кои што работат заедно со нас. Да го вклучиме Јален во муабетот. Ова фиќо беше презентирано, ако не се лажам, и во Италија на сајм на класични возила. Како помина таму? Одзивот беше, можам да кажам, поише од очекуваното, затоа што беа многу изненадени италијаните кога дојдовме ние со ова возило, дека е прво електрично, не дека сме направиле реставрирано само возило. И бевме стварно, посетителите беа одушевени од нашата работа и нашиот труд. Така да тоа дополнително стимул ни направи, ни потврди дека ние треба, дека сме на добар пат и тоа да го донесеме во Македонија и тука да го представиме пред нашите потенцијални купувачи. Да. Ова е едно од изработените. Колку други има изработени, колку се во фаза на изработка? Моментално, не знам дали знаете, али ова електрично возило е со германски мотор. Фабриката која што го произведува возило е Кеслер и тие ни се нас сегашни партнери идни. Со тоа што они за своите потреби нарачаат 3 автомобили. Ова е нашето 4-то, а уште 4 се веќе во изработка за потенцијалните купувачи. Кој ќе одговори еве сега за техничките аспекти на возилото, за моторот, за мокноста, за колку може да помине со едно полнење, колку време му е потребно да се наполни? Ова е асинхрон електричен мотор од мокност со 20 киловати. Со 20 киловати има најбезбедни суви батерии кои што се употребуваат во европските и светските метрополи на електрични возила со мокност од 10,2 киловат часа. Номинална сила имаат мислам дека е 102 вати и со можност за полнење на 3 киловати. Моментот на полнење од 0 до 100 е околу 3,5 часа. Максимална брзина моментално на ова возило е 130 км, со тоа што ние можеме да го направиме и да биде многу побрзо, но сепак сакаме сега да, пошто е ова градско возило, да бидеме малце попредпазливи во тој дел. Пошто сепак за да го направиш да биде да го изработиме за да биде побрзо, треба малце да се внимава на тие безбедносни моменти. Токму баш за безбедносните аспекти. Подвозието појачувано, по што се разликува ова возило од вистинскиот, односно правиот модел? Бензинскиот тип, дали има разлика во килограмите, во тежината? Да, ние сега кога ја правевме атестот кога го правевме на возилото, се констатира дека сме 72 килограми потешки од основниот модел кога се правил. Значи 595 килограми бил основниот модел на Застава 750 или на Фиат 600, а нашето возило сега во моментот е 672 килограми. Така да разликата е минимална, многу малку, меѓутоа тоа доаѓа од тежината на батериите и тежината на моторот кој што сега инсталиран кај него. Затоа што за да го направиме ние овој автомобил ваков како што е, со приближно истите карактеристики кои што ги имало возилото во минатото. Требаше навистина една стручна работа и многу голема благодарност до нашиот партнер, значи германскава компанија, која што ја спомена и мојот колега Ален. Навистина со нивната стручна екипа направија точно такви перформанси на овој автомобил да ги задоволи сите потреби на градски модерен електричен автомобил. Кога ми кажавте за подвозието, би сакал да напоменам дека целото подвозие на овој автомобил и на сите автомобили кои што ги произведува ББ Classic Cars, без исклучок, на сите подвозијата им се менува. Им се прават суспензии кои што одговараат на захтевите на тркачките автомобили. Токму заради тоа за да ја постигнеме безбедноста, за да биде на многу повисоко ниво. Сега колку за илустрација, значи тој автомобил нема
кочење со мотор, нели, како што можат конвенционалните автомобили да кочат со мотор, ово е исклучително ослонет на кочењето со кочници, на сопирачките. И затоа и сопирачкиот систем е комплетно сменет и направен е точно пак, како што ви кажав, као за тркачки автомобил. Така да имаме безбедно ауто. Да. Па ја сега следното прашање би го патила кон Ален. Колку граѓаните се заинтересирани за ваков вид на возило и какава е нивната свест во однос на тоа дека нели станува збор за еколошко возило? Дали би сакале да го користат? Ова се однесува за кој ни е таргет, претпоставувам да. Значи, секако дека таргетни се сите оние кои што сакаат да преминат од конвенционални возила во на електрични возила и трендот знаеме дека за екологијата, за заштита на човековата околина, за штетната емисија на PM10 частичките се потенцијални клиенти, луѓе и компании кои што ги следат тие трендови. Така да во однос на тоа дали луѓето сакаат да направат промена на електрично возило, се уште кај нас мал е дослугот, така да ние како компанија сме први кои што направивме, се надевам, еден исчекор во оваа аутоиндустрија и се надевам дека ќе даеме поттик кај многу други млади луѓе и потенцијални иновативни компании кои што може да си го овозможат ова возило да го возат и да биде и еколошко и економично. Кога ги спомена компаниите, дали кај нив има слух за вакво нешто? Евентуално дел од своите возила да ги заменат со вашите електрични кои што ги произведувате? Имаме најава, да бидам искрен, имаме најава и многу се радуваме да се дојде до реализација на тие разговори кои што се започнати. Предпоставуваме дека секоја општествено одговорна компанија, секој од нас како жител на овој микропростор, треба веќе да почнеме да размислуваме дека треба да направиме замена, треба да направиме еден исчекор, затоа што сепак според последните испитувања кои што ги имам добиено, дека сепак загадувањето во нашиот простор, 20% од загадувањето од штетните PM10 частички се доаѓаат од издувните гасови на автомобилите. Така да треба сите малку да се разбудиме и за да почнеме да одиме во тој правец на замена. Кој би бил ефектот врз животната средина од ова возило? Некој ќе каже, нели, една ластовичка нема да ја направи пролета. Меѓутоа, кога ќе се собереме повеќе, секако дека ние, имателите на автомобили или луѓето кои што ги возат автомобилите, доколку направат промена, дефинитивно дека ќе има некаков удел. Оние кои што ги загреват своите домови со дрва, ако и тие ги заменат со газ и со пелети, сепак ќе биде малку, ќе значи нешто. Ние сме само еден мал сегмент и една мала капка од океанот, ќе речем, каде што, али сепак од негде се почиња, така да добре е да секој да направи некаков придонес околу загадувањето. Имате ли конкуренти на пазарот во Македонија? Некои што изработува слични вакви реставрирани возила кои што ги прави на електричен погон? Нема таков случај. До сега нема. Видете, вака сега има поединечни обиди од компании и секоја чест за сите тие кои што успеале да направат. Меѓутоа, сепак ова е прв сериозен обид за да се направи, малку претенциозно ќе се каже, ќе звучи ако кажам дека сакаме сериско производство да направиме, затоа што веќе се нарачани 10 електрични мотори. Сепак сега за тука во државава или ќе одат во странство? Све зависи од купувачите во нашата држава. Секогаш имаат предност тие. Меѓутоа, не знам дали колегата мој спомена нашиот партнер кој што е од Германија, веќе они имаат нарачано од овој автомобил, така да нема ограничувања. Секој кој што му е интересен овој класичен автомобил со електричен погон, секој е добродеден. Не споменавме колку километри може мине со едно полнење и колку би чинело тоа?
со едно полнење може да помине околу 130 км. Така да, у однос на цената, можам да кажам дека сепак ова возило не заостанува зад квалитетот на европските електрични автомобили, заостанува само у однос на цената. Најмалото европско електричен автомобил Smart, ние сме поевтина за 5000 евро. Можам така да се изразам. Да. Тоа е само во однос на набавката, на набавната цена. Меѓутоа, кога би требало да вашите гледачи секако да го знаат тоа, дека сепак кога купуваме автомобил, не го гледаме само неа, гледаме само набавната вредност. Затоа што сепак за таква една одлука треба да се земат и повеќе други фактори, како што е факторот на годишното одржување на автомобилот или цената на чинењето на електричната енергија која што ние ќе ја потрошиме за одреден број на километри поминати. Така да кога ќе се стават сите три елементи, и набавната вредност, и трошоците на на одржување, и трошокот за енергија, доаѓа дека е многу поисплатливо тоа него зборуваме сега за одреден период сега, да 5 години, 3 години и така натака, дека многу повеќе се исплати тој отколку другото. Да не ја споменуваме па сега благодетот за зачувувањето на животната средина, екологијата, штетната, големи се нулата. сите тие предности за зачувувањето на животната средина. Може друго. Добро, повелено. Сте размислувале ли можеби за идејата за надоградба на соларни панели, да може да ја користат и сончевата енергија, бидејќи нели сепак во Македонија имаме многу сончеви денови во текот на годината? Вака сега, државата наша сепак го има одобрено, мислам го има тој проект на соларни електрани, веќе функционираат и секако дека вакво едно поднебие кое што изобилува со сонце, кое што не знам колку повеќе, скоро 300 дена во дена во годината се сончеви, секако дека ќе биде и тоа добре дојдено да ги има што повеќе, за да не се користи термоцентралата, него да бидат или водата или да бидат сонцето или ветерот. А и ве споминавте дека ова возило е претежно наменато за градска средина, за подолги локации? За подолги релации сепак некој не дека не може да ги извози. Секако дека може да ги извози. Меѓутоа во моментот во Македонија немаме развиен систем на полначи како што има во останатите европски држави. Значи, ако сака некој да појде да ја помине цела Македонија од граница до граница, нема да најде ниту еден полнач. Така да тоа е проблем, меѓутоа во некои размислувања, во некои панел дискусии кои што ги имав задоволството да присуствувам, го слушнав представникот на Евана дека и тоа веќе им е во план. Кај нас веќе се поставени 40 базни станици за полнење низ разни градови, меѓутоа на магистралните патишта се уште го немаме. Ова Фичо е основниот модел, ако не се лажам. Вие произведувате и повеќе модели, дури и спортски. Да. Нешто за нив да кажеме? Па имаме, ова е видов на шлајфната пишува AS G20, тоа е ZAZ G20. Да. ZAZ G20 е тоа, ова е основно класично возило. Имаме TCR 20, тоа е класично возило со спортски изглед. TCR 50, тоа е спортско возило за надпревари. Така да тоа се разликува во моќноста на моторот. Кои карактеристики по што се разликува од ова? Значи се разликува по моќноста на моторот и нормално по самата школка и целата суспензија која што има од основниот на спортскиот модел. Тоа претпоставам би чинело и поскапо од основниот модел. Не и дали времето за негова изработка, дали зема повеќе време или пак исто? Други елементи се вградуваат секако, и ентериерни и екстериер има други делови, други бандажи се и така натака. Меѓутоа, основната работа е дека сите тие возила
можат да го добијат атестот за да му бидат возени во град. Тоа е Да. најважното. И ова- и Ова ова е има тест регистрирано. регистрирано, Да, тоа може си е да се движи. регистрирано. Јас се возев денеска од работилницата, си дојдов со него до вашето студио. Дали се поригорозни тестовите за вакви возила? За разлика од техничкиот преглед за Апсолутно да, апсолутно да. Меѓутоа јас сум многу среќен што на добивањето на сертификатот за сообразност или атест во народот познат, поминавме без ниту една забелешка од стручната екипа која што го вршеше испитувањето. Затоа што тоа испитување сепак не е едноставен процес, сепак го работат стручни луѓе, има во Македонија такви неколку служби кои што го работат. Ние се одлучивме за да го добиеме атестот во АМЦЕРТ и сум благодарен за нивната предусретливост и нивната спремност да дадат навистина позитивна оценка. Меѓутоа, тука сакам уште една напомена, во план ни е за ваквиот автомобил ние да добиеме и германски сертификат. пред да го направите вакво како што е, реставрирано со електричен мотор, го наоѓате во прилично лоша здравствена состојба, да речеме. Како се наоѓаат делови? Дали мора да одите и во соседните земји? Знаеме, во Србија можеби повеќе се возат овие модели. Дали таму барате резервни делови или пак се наоѓаат и тука останати од времето? Видете вака, генерално ќе кажам сега за класичните автомобили во кои што припаѓа и овој автомобил. Нели по дефиниција класичен автомобил е автомобил кој што е постар од 35 години и кој што е во ликот како што бил во времето кога се произведувал. Во моментот постои во светот една паралелна индустрија со индустријата за нови автомобили, постои една паралелна индустрија која што се занимава со изработка на делови и производство на делови за класичните автомобили. Така да ден денеска ние немаме генерално проблем со обезбедувањето на деловите. И пред се затоа што сепак во Македонија има многу добри мајстори кои што и оние кои што се делови подобни за реставрација и за обработка и за преработка, веќе имаме такви стручни мајстори кои што тоа може да ни го возможат. Ален, за фондот за иновации добивте и вие парична, односно финансиска поддршка. Да, тоа е, значи добив на проект кој што е насловен на замена на конвенционален мотор на класичен автомобил Фикјо во електричен и сме многу благодарни до Фондот за иновации и технолошки развој, бидејќи ја препознаа нашата идеја. Ќе помогне ли во производството финансиската поддршка? Па се надевам дека ќе помогне и ќе произведуваме фичовци кои што ќе може да ги продаваме на нашиот пазар. Ја мислам дека ќе ги изненадиме. Фондот вместо 5 ќе произведеме 10 возила, така да ќе ги оправдаме, ќе оправдаме довербата која што ни ја дадоа. Да. Елена, дополнителни прашања имаме? Па јас сега за сега немам дополнителни, доколку еве ние не успеавме или сметате дека имате нешто да дополните. Еве некоја порака и до институциите и до граѓаните да испратите двајцата за тоа кои се придобивките, како повеќе луѓе во Македонија да успеат да дојдат до електричен автомобил кој што секако многу позитивно ќе влијае врз животната средина. Пред се би сакал да дадам порака до сите предприемачи и производители, мали, големи, сите оние кои што предпоставуваат дека имаат некаква си идеја за добар бизнис и сметаат дека таа бизнис идеја може со одредена помош да се реализира, јас би ги повикал сите нив да се обратат до фондот, затоа што во фондот навистина има една подготвеност за и стручност, морам да кажам, за да препознаат добра идеја. И така ги охрабрувам сите кои што имаат таква идеја да отидат и да тропнат на нивната врата. А во однос на тоа дали треба да возиме електрични автомобили или не, да не бидеме многу паметни ние како македонци, него да малку да погледаме малку надвор. Веќе одредени држави имаат веќе донесено на ниво на закон правила кога и до кога ќе се користат
автомобилите со конвенционални мотори и со фосилни горива што користат. Така да неретко слушаме дека секоја европска држава, членка на Европската Унија, се повеќе и повеќе внимание посветува на екологијата и на штетните емисии кои што се предизвикани од користењето на автомобилите. Така да во одредени држави субвенциите за помош на оние кои што треба да се одлучат за да купат електричен автомобил не се за подценување. Да. Меѓутоа, јас сум тука па и благодарен на нашата држава, затоа што и она веќе почнува да размислува во тој правец. Затоа што, колку што ги гледав и колку што ги следев тие настапи на представниците на владата, дека веќе се донесени низа на мерки кои што ќе го стимулираат купувањето и користењето на електрични автомобили, а ќе го дестимулираат користењето на автомобилите со конвенционален мотор. Така да не биде изненадување дека многу скоро ќе имаме многу повеќе возила низ Скопје па и низ апсолутно да. Меѓутоа, нели, секако најповеќе ќе има ЗАС. Да. Ален, порака од тебе? Па многу убаво кажа Миле, мислам дека ќе биде многу ако јас кажам и се согласувам со тоа што он го кажа и јас праќам апел сите да се разбудиме за едно подобро утро, да внимаваме на животната средина. Ние допринесовме со ова возило, така да се надевам дека ќе има многу млади луѓе и компании кои што ќе искочат од таа своја комфортна зона и ќе допринесат за аерозагадувањето и за животната средина. Благодарам на поканата. Благодариме за гостувањето. Се надеваме дека ќе поттикнете да се крене свеста кај институциите и кај луѓето повеќе да се посвети внимание на електричните автомобили. Елена, мислам дека тука време е да се одјавиме. Да, така е, Антонија. Значи, тука завршува третиот блок Отворено студио 1. Ние се гледаме повторно во четврток, а сега останува односно термин резервиран за забавните емисии. Следува возење со Вучич. Останете со програмата на 1 ТВ. Довидување.